Добар ден, вие сте на каналот на МРТ и гледате во живо моја сторија. Минатата недела разговаравме за младите и медиумската писменост. Најнапред предлагам да погледнеме кои поенти ги направија нашите соговорници, а потоа продолжуваме со денешната епизода. Да видиме. Имајќи предвид дека медиумската писменост сушност е писменоста на 21. век, тогаш тоа е прашање што не засега сите нас. Не само младите, ние сите живееме во еден медиумски посредуван свет. Да го подигнеме степенот на медиумска писменост. Затоа верувам дека таму извира сериозноста на проблематиката. Мора да се стави акцент на тоа да има повисока медиумска писменост. Едно од клучните елементи за да може да се постигне некое посакувано ниво на медиумска писменост, дали кај конзументите или кај производителите на содржини, степенот на способност за критичка мисла многу може да реши од проблемот во стат. Навистина во секоја област на човековото живење може да има аспект на медиумска писменост. 75% од анкетираните млади лица на оваа возраст и како им влијае мислењето што го прочитале на социјалните мрежи споделено од јавни личности. Невистините или лажните вести се канцерот на сите медиуми, особено на социјалните медиуми. Се почесто се среќаваме со објави кои делумно го извртуваат или делумно креираат лажни податоци. Тие во моментот играат главна улога за голем број бизниси, но и се главно оружје на скоро сите политички партии. Како да ги препознаеме, како да заштитиме, како да ги пријавиме, тоа е темата на денешната епизода. Заради тоа, тука во студиото ги имаме Росана Алексовска, менаџер за проект за борба со лажни вести. Добар ден, односно лажни наративи. Владимир Петрески, уредник за проверка на факти, Метаморфозис. Добар ден, добре дојдовте. Билјана Петковска, директорка на Македонски институт за медиуми. Добар ден. И Горан Михаловски од, сака да кажем, или СДК, како што се го викам јас. Добар ден и на вас. Добре дојдовте. Ви благодарам што сте тука. Темата е таа што е. Мислам дека сите сте како навлезени длабоко, дури преку вашите глави. Предлагам повтор пат предлагам епизодава, да дзирнеме на кратко за што ќе зборуваме, да видат и нашите гледачи и потоа почнуваме со тешките прашања. Ајде. Фейк нюз, лажни вести, потреба од сензационализам или поголем профит. Информацијата или веста е најпродаваниот производ на светот, но вредноста на нејзината вистинитост денес ја губи битката со лажните вести. Во трката за поголемо медиумско влијание, секојдневно наидуваме на неточни и непроверени информации пласирани како вистина. Во сршта на проблемот се јавува прашањето: како се создаваат лажните вести и кој е виновникот за нивното ширење? Во минатото, објавените информации беа споделувани најчесто во пишаните медиуми, весници и списанија. Денес плејадата на социјални и дигитални медиуми го стави во сенка пишаниот збор, а вртоглавиот напредок на технологијата и социјалните мрежи отворија нов свет. Интернетот, како главна алатка во процесот, овозможува лесен пристап до содржините. Се што ти треба е компјутерски уред или телефон и веќе имаш пристап до лажните вести и нивното понатомошно ширење и создавање. Со само еден клик доаѓаш до бараната информација, ја споделуваш преку социјалните мрежи и бум! Веќе имаш вест. Луѓето масовно споделуваат и читаат. Лажните вести може да бидат објавени со цел да шират пропаганда, да предизвикаат општ интерес, да создадат предрасуда, се со цел да оформат некаква лажна слика за реалноста и да влијаат на перцепцијата, создавајќи заблуда за изманипулирано и скривено општество и алтернативни факти. Не може, а да не се запрашаме. Како да ги заштитиме младите од влијанието на лажните вести? И како да ја провериме веродостојноста на спакуваната вест? Провери го изворот на веста, истражи го насловот на веста, авторот, датумот и фотографиите од објавата, пораката и фактографијата за информацијата. Добро размисли, истражи и провери пред да споделиш.
Фейк ньюс, како тоа популарно звучи, а што впрочем е многу непопуларен израз. За почеток, по буквар, постои ли конкретна дефиниција што е фейк ньюс? Како овој термин сега во моментов фигурира? Да. Тоа е непостоечки термин без суштина. Сушност реферира на лажна информација, но во никој случај не е вест. Вест е новинарски жанр кој содржи информација која што е проверлива, мерлива. Значи, овде станува збор за лаги и за измислици. Самиот израз е лажна вест? Самиот израз е нелогичен и поради тоа многумина, вклучувајќи и нас, постојано апелираме да не се користи тој термин. Затоа што многу се злоупотребува. Значи, во пракса гледаме многу често и кај нас, и во светот, и тоа светски лидери од типот на поранешниот претседател на САД и така натаму, вклучувајќи и наши домашни политичари, значи кога нешто не им се допаѓа, има форма на критика кон нивната работа, нешто не е на линија на нивните очекувања и така натаму, најчесто знаат да го именуваат како лажна вест. И се што не ми се допаѓа е лажна вест. И тоа создава еден многу негативен ефект од аспект на правилно информирање на граѓаните. Поради тоа апелот е да не се користи терминот лажна вест, туку соодветни термини за овие лажни информации се термините дезинформација. Значи, дезинформација е информација која што е лажна и ја споделува некој кој што е свесен дека е тоа лага и намерно ја споделува. Во пракса, често среќаваме и една друга категорија на лаги, кој што не постои соодветен термин на македонски јазик, затоа го користиме англискиот misinformation, мисинформација. Се работи исто така за лажна информација, која што ја споделуваат луѓе кои не се свесни не знаат дека е лажна информација. И постои трета категорија на информации кои што луѓето ги споделуваат со цел да направат некому штета, а тоа не е од јавен интерес. Ја нарекуваме мал информација, повторно ради несоодветно. Мал информација е нешто кое што е повеќе лично? Да, лично. Например, некој се кандидира за некаква функција и сега нема што да му се најде како условно речено мана и ќе излезат со информација дека човекот е геј. И сега тоа е проблем. Значи, лична информација која што нема никаква јавна вредност, не е од јавен интерес, меѓутоа злонамерно се објавува. И добро, може да се најде првиот извор од кај излезе на таа информација и да се санкционира? Видете, се овде се работи за прашања од етичка природа, може да се поднесат представки до Советот на честа, за кај нас зборувам. Меѓутоа, знаете како е, кога еднаш ќе отиде информацијата во етер и поради тоа што постојат луѓе кои што не проверуваат доволно, затоа ќе зборуваме понатаму веројатно во дебатата и тоа многу лесно се шири и тешко е потоа да се соберат пердувите кога перницата ќе се скине и сите пердуви летат насекаде. Знаеме дека постојат, условно кажано, се зборува дека постојат генератори на лажни вести, односно на лажни информации. Се шпекулира дека тоа се цели системи, цели, условно кажано, фабрики на луѓе кои што осмислуваат на лажни информации за нешто да се бутка во одредена насока. Постои тоа вистина? Како функционира тоа, ако е вистина, ако постојат? Да, постојат. Значи, генератор на дезинформации може да биде се. Може да бидат традиционални медиуми, може да бидат интернет медиуми, може да биде обичен профил, нечи личен профил на интернет, може да биде Facebook група, Facebook страница. Политичар. Да, политичар може да биде. Значи, генератор на лажни вести може да биде се. И тоа станува, значи, ние во Метаморфозис веќе 10 години проверуваме лажни вести. И некои од овие генератори сега веќе станаат толку искусни што веќе тоа и професионално го работат. И тука веќе и некои други интереси постојат. Инаку од праксата можам да ви кажам, например, откривме генератор кој креира Facebook страници
значи ги пумпа со следбеници со цел после да ги продаде. Добро, тоа е бизнис со да, години тоа наназад. е бизнис со значи... години, ама тоа е нелегален, тоа е црн бизнис. Потоа откривме генератор на лажни вести кој продава за продажба на лекови. Значи тоа не се воопшто лекови, не се регистрирани воопшто во Република Македонија. И станува збор нели за написи кои се шират преку социјалните мрежи и одите на таа страница, идејата е да го купите тој лекот, уствари станува збор за медицински препарат, станува збор или за некаков чај, или за некакви витамини. Значи и во лажни огласи условно кажано. Да, и спаѓаат и уствари лажните да, и тоа информации. има се крадат на пример слики од луѓе од Русија и се вели ово е доктор, тој е од Македонија. Кога ќе провериме во регистарот на лекари, ќе видиме дека доктор со такво име и презиме нема. И кога ќе отидеме да видиме тој препарат што е, не знам, таму се нудат, се вели дека тоа е лек за рак, лек за 16 ова, кила лек за 4 за дена. она, да, а уствари нема врска, станува збор за некој витамински Чаре коктел од или ова, за чај. како да го имали шанса да се сосече некако, да се намали, да се... Чаре- Која му е насоката? Во моментов не верувам дека постои чаре, освен во ваков тип на муабети, емисии. Зашто ако земете сега да проблемот јас вака, бидејќи јас секојдневно се борам со лажни вести. Мене тоа Добро утро ви. па затоа што отварам сабајле, отварам на телефон и одма гледам нешто што треба да се провери ако веќе ме заинтересирало или така нешто. Во дигиталните медиуми, кои што за жал повеќето се подпираат на Facebook, на Instagram, на нешто така преземено од негдека, проверено, непроверено, полупроверено, ставено, нема никаква регулација. Голема е дискусијата околу тоа дали треба да се регулира, дали не треба да се регулира. Еве вие во телевизија пак имате некаква регулација и нешто за ова ние сега што зборуваме тука. Телевизија се регулира. Печатен медиум се исто така Исто се регулира. Значи да. таму си Ова има не се кое регулира. име, презиме, значи, кој го сега направил, јас кој ако кажал. изналупам тука, кој знае каква Ќе си има лажна снимка вест. и точно ќе се биде. има кој да те фати, кој да те санкционира дека оваа емисија е глупост, дека оваа емисија шири омраза, дека едно друго трето. Ова на интернет е кој што сака ќе си напише. И сега чарето на некое подолгорочно гледано е во Образување на образување луѓето. на публиката, образување на новинарите, бидејќи сега веќе ние сте имале емисија минатиот пат за медиумска писменост, збориме за медиумска писменост на луѓе, а ние имаме медиумски неписмени луѓе кои што седат one man show, нели? Укради од овде, шлапни наслов, погледнете кој глумец ја води емисијата на ЕУ. Зошто не се санкционира тоа никако? Затоа што е меч со две Регулативи треба тоа? Меч со две острици. Ако се регулира, кај нас обично регулацијата викаат Цензура. одма е цензура и одма ќе се појави некој што би рекла Билјана Креча, не, тие тргни ги бидејќи се шират лажни вести, затоа што не му се допаднал насловот на, да речеме, на министерот. А од друга страна, ако не регулирате, ги уништувате и тие што се трудат да работат професионално, да тие што треба фактички да ги прават вестите. Бидејќи сега вие кога ќе отворите било кој генератор, односно агрегатор на вести, јас ве уверувам дека 80 до 90% се информација онака, или украдено, или преземено, или погрешно препишано, или шлапнат наслов онака, колку од оние кликбейт наслови. Добро, јас знам дека се сеќавам дека и пред да има волку за земена сила социјалните медиуми и весниците се делеа на партии и телевизиите се делеа на партии и двете. Не е тоа страшно. Тоа Спинува, нема врска, спинува не е се. тоа страшно. Тоа не е уопште страшно. Затоа што ти се идентификуваш, Дека се застанува идентификуваш некој со за некој. текстот. Затоа што имаш ти професионализам и кај еден и кај друг. И да е таблоид, и да е сериозен вестник, условно кажано. Имаш новинарство, имаш човек кој што стои за тој текст. Значи немаш некој трол таму, кој знае каде, седнал, напишал и го шлапнал тоа пошто е инфлуенсер. Па мислете Туку, му. пошто си стои човек со име, со презиме, има одговорен уредник, има автор на фотографија, така да
ставовите дали мене ми се допаѓаат или не, тие се проверени. Значи за било што да пишуваме, не само за политика. Да пишуваме за естрада, за не знам, еве сега на улицава дали ќе помине брза помош, ние мораме да провериме што барала таа брза помош. А не може само некој сега погледнете зошто отиде брзата помош на кај клинички центар. Неверојатно. Неверојатно, скандалозно. Сакам да провериме, има едно видевце кое што ни го доставија од МОВ. Се вика како да се пријави лажна вест. Многу кратко крај, да го дзирнеме и потоа продолжуваме со дополнителни прашања. Овој пат имам за Росана нешто многу интересно. Здраво, дечки, неодамна прочитав дека израз на годината се лажните вести. Македонија е позната по велес или по фейк ньюс или лажните вести, нели? Затоа решив малку да истражам за како кога ги читаме вестите да знаеме што читаме или каква им е целта на медиумите, односно дали го слушаме радиото или веќе вестници ни нема. Прво, кој е авторот? Тоа да видиме која е нивната цел на медиумите и каква е таа содржина. За како да знаеме каква е содржината, најдобро е да ги споредуваме медиумите, односно содржините меѓу себе. Така уствари ќе откриеме која е уствари содржината или целта на медиумот. Потоа проверете го датумот на вестите, обично онлайн медиумите реобјавуваат стари статии, а никој не предупредуваат за тоа. Сигурно сте слушнали вакви наслови. Нема да ми се верува што се случило. Скандал. Општ хаос владее во центарот на Скопје. Колку пати сте прочитале вест со сензационалистички наслов? Обично на тие медиуми целта им е да добијат повеќе кликови. Затоа не им го давајте вашиот клик. Исто така проверувајте ги изворите. Фразите како и велат аналитичарите и граѓаните, мислам дека не е доволно да им се верува. Затоа читајте, споредувајте и проверувајте. За време на пандемијава се појави паралелно и болест инфодемија. Што всушност значи тоа, вака малце по професионално да ни го објасните? Па, ќе пробам да ви го објаснам, меѓутоа да се надоврзам на колегите. Да. Значи, кога се појави коронавирусот, многу беше... Пред 4-5 години беше тоа, јас колку што се сеќавам, одамна беше многу. Па ова време, да, минатата година. Не, лета времето значи. Тогаш сите ние бевме и сплашани, и загрижани, и збунети. И постоеше и недостаток на знаење и недостаток на информации. На фактичко знаење, уствари. Сите ние, и како корисници на социјални медиуми, и па еве и новинари, и продукцијски куќи беа во потрага, значи по информација плюс. Тоа, од една страна, создаде и наплив на информации, меѓутоа овозможи и создаде плодна почва и за дезинформации. Па се појавија многу дезинформации, полувистини, вклучително и многу теории на заговор. Значи, една форма од овие искривувања на информациите се и теориите на заговор, кои што верувам дека и ќе помине уште долго време додека да можеме да го надминеме ова што, да кажеме, се постави како погрешна информација во изминатиот период за потеклото на вирусот, за, не знам, вакцините и така натака. Она што е битно е дека дезинформациите се опасни. И никогаш не треба да ги гледаме или лажните вести како цел сама за себе. Ако ги гледаме во еден подолг временски период и малку од дистанца, тогаш ќе можеме да ја видиме големата слика или она што ние го нарекуваме дезинформативен наратив. Да, но информацијата е интересно додека е свежа, се не е работата. Јас 7 дена да проверувам дали информацијата е вистина или не и после 7 дена да кажам што се случило пред 7 дена. Така е, меѓутоа, оние кои што дезинформираат и многу често знаат да злоупотребат извор на информации, може да биде изјава во случајот на коронавирусот на доктори. Значи, извадена од контекст. Извадена од контекст или ставена комплетно во погрешен контекст.
Дури и кај нас сме нашле изјави од пред 19 или 17 години ставени во денешен контекст. И сега кога читателите го читаат текстот, гледаат дека има извор, дека некој тоа го кажал, она што недостасува е времето кога таа изјава. Само 17 години. Само 17 години. И значи на тој начин информацијата, дезинформацијата се опасни. Јасно ми е дека има цели системи кои што се бават со ова и кои што намерно ги пласираат тие информации заради ова или заради онаа причина. Што се случува со тоа дека луѓе без да знаат си шеруваат, дури и кога сакаат да кажат дека е нешто грешно, они го шеруваат линкот и автоматски прават екстра кликови и екстра видливост на тој линк. Против тоа како да се бориме? Да. Всушност, ако ми дозволиш, всушност Јас дозволувам слободно. се би рекла дека и кај медиумите, ако по тоа подразбираме традиционални медиуми плюс информативни портали или како што би кажал Горан, дигитални редакции. Дигитални редакции. Тоа и можеби некако За да може да одвоиме се стави. што е редакција, што е Да, Така е. многу, Некој што препишува. многу убава дистинкција помеѓу Да. кој е И јас сериозно. инсистирам Да. на тој израз за да се знае, затоа што имате редакција во весник, редакција во радио, редакција во телевизија, имате и дигитална редакција. Веста е вест. Редакција секогаш знаеше Исто луѓе, како што гужва, музика, на пример камери, музика дали некогаш а сега на плоча двајца на била компјутер. музиката, некогаш на CD. Така Така, што така, тоа е така. тоа, веста каде ќе ја пласирате? Сега ја Да. пласираме дигитално. Ми се Негде. свиѓа дигитална Да, еве редакција. јас го користам веќе Така, тој да. термин. И сите да го користите Сите тој. ги го користиме. Сега што е суштината? Значи кај овие медиуми постои некаква форма, некаков механизам на регулација или саморегулација. Значи можете вие како граѓанин да се жалите. За тоа постои Совет за етика, постои Агенција за медиуми, има некаков систем. Меѓутоа, мислам дека поголемиот проблем го прават корисниците на социјалните мрежи, она што го нарекуваме user generated content, значи содржина создадена од самите корисници. А кога велам корисници, овде се различни типови на така наречени инфлуенсери, значи луѓе кои што јавно кажуваат дека тие не се новинари. Се оградуваат од примена на професионални и етички стандарди кои што важат за професионалните медиуми. Нели новинарите си имаат кодекс на однесување, етички стандарди кои што мора да ги применуваат во нивната работа, ако не ги применуваат, ќе се поднесат жалби во Совет за етика. Тоа би се рекло кога му кажуваме на некој нешто, нема да ми се лутиш, ама и после тоа можеш да му кажеш и што е вистина. Меѓутоа, тие луѓе се оградуваат дека тие не се новинари и тие го користат своето човеково право на слободно изразување и си дозволуваат. Ама влијаат на 15.000 луѓе. Да, речем. затоа што денеска кој го формира јавното мислење? Сите го формираат јавното мислење. Секој што има пристап до тастатура и интернет го формира јавното мислење. Може да го формира. Колку нели ќе се шири информацијата во етерот, дигитално зборено, зависи нели од системот кој што е поставен за да се шират тие информации. Значи тоа е поврзано повторно со центри рамок кои што стојат позади дизајнирането, осмислувањето и ширењето на дезинформации. И тоа се главно релевантни луѓе со моќ, најчесто кај нас политички партии, бизнисмени, тоа и на светско ниво е така, значи луѓе кои што навистина можат да си го дозволат тоа. И тука е би рекла повеќе проблемот. Значи луѓе следат од нивни пријатели што објавуваат и на тој начин може да се влие врз прифаќање или неприфаќање на спорни или лажни содржини. Тие се поголем проблем од колку медиумите условно кажаме. Нешто сакавте да... Многу убав пример за тоа прво што треба да направиме е разлика. Дали има зла намера во креирањето и ширењето на дезинформациите или тоа се случува спонтано. И тоа е првиот и основен критериум кој што секој од нас мора да го има во предвид. Многу убав пример е она што ни се случи баш овие денови пред една година, а тоа е дезинформативната кампања за тоа дека 5G технологијата е некако поврзана со коронавирусот и дека таа е одговорна за тоа што врапчињата умираат. И таа дезинформативна кампања се случи дента кога Северна Македонија официјално
стана членка на НАТО. Тоа беше за жал добро дизајнирана дезинформативна кампања која што имаше за цел да го сврти вниманието на јавноста, да направи комплетен дефокус од членството во НАТО. И тука, бидејќи зборуваме за кампања, зборуваме и за различни елементи или носачи на таа порака, имаше комбинирани вести, факт е дека 5G постои, факт е дека коронавирусот постои. Така, меѓутоа, она што не постои е дека има тоа што не е вистина и тоа што не е точно, е дека има некаква врска. Или дека или дека врапчињата не знам паѓаат на земја заради 5G, дека после коронавирусот ќе имаме 5G пандемија. Она што е битно е дека носачите на таа порака беа различни. Имаше портали, анонимни портали, имаше изјави на доктори, да кажам, тоа се сепак авторитети кај луѓето, пошто најголем дел од граѓаните кога ќе прочитаат експертско мислење би требало да нели речат океј, докторе, со тоа што имаше и да кажам каналите беа различни, Facebook беше примарната мрежа. Најканцерогена мрежа. Може само да се надоврзам. Facebook е? Да. Да се надоврзам, Розана збореше нели за темпирано, нарочно пуштена вест која што треба да одвлече внимание и слично. Многу често ние се соочуваме, на пример, со оние безазлени, јас би ги нарекол, некој сака да се направи важен, некој сака така да пушти, да привлече внимание или едноставно е, не знам, многу битен во својата средина и дознава нешто. Сега ние да седнеме, еве да земам јас, бидејќи дечкото добро кажа, гледајте ги и датумите. Датумите многу често луѓето не ги гледаат. Нели вака, утре полициски час. Луѓе, утре полициски час. Сега да земеме една вест. Од кај мене, да речем. Лани ова време почнувале полициски часови. И само си ја препостираме. Значи има автор, има све. Има дата, има Вика се. министерот од утре има полициски релевантен час. сайт. Така е, да. И луѓето ајде и почнуваат тоа масовно да се шири. Да. Еден, друг, трет, нели инфлуенсери се шири масовно и фактички ние немаме лажна вест, ние имаме некоја вест која што е вистинита, меѓутоа во моментов не е не е од денеска вест. Извадена од контекст. Тоа е спин уствари, така? На кого му е тоа? Тоа може само да му биде од корист, да речеме на, не знам, овие ланциве, синџириве супермаркет, типа ајде утре полициски час да идеме сега сите. Да купуваме. Да купуваме, може тие ја пуштиле, не знам. Меѓутоа мислам дека повеќе е од некакво ај сум дознал нешто, ај сега да пуштам и така нешто. Затоа е многу битно кога се прават и овие обуки, и вакви емисии, и јас сум зборувал со млади деца, внимавајте и пред да проширите веста. Значи, колку и да ви се допаѓа нешто, колку и да ви изгледа нели вака фино, сега јас прв сум го донал и сето тоа, пред да направите на шер, лайк, подразмислете затоа што правите уште поголема штета. Да. Тоа е тоа што вака е порака да речеме до младите би колку може да не слушнат и така. Причината за тоа може да биде и генерирање на кликови. Така. Што може и тоа, да, носи посета на интернет страниците. Да, и а понатака, мислам, позади се во овој тоа случај не можеш да го гониш ни правно заради тоа што шерување на вест дури без никаков контекст и без никаков наслов е шерување на вест. Сега што е он крив што луѓево не прочитале. Не го прочитале, да. така. Да, меѓутоа ние сме се бореле после тоа. Или еве, сега на пример, отишло веќе. Имало земјотрес, така? Имало земјотрес во Маврово. 6. И луѓево, сега земјотресот ние како редакција да речеме сме процениле дека не бил толку голем за да ги вознемируваме луѓево или едноставно тоа е тоа. Живееме нели на сеизмичка. Но меѓутоа имало земјотрес пред 3-4 години во Скопје кој што беше нели 5,7 или како беше некој кој. И некој го нашол стариот текст, да срфајки леле луѓе дај да видиме што има земјотрес.
Пошал тој. И читаат луѓе. И викам дајте луѓе да пуштиме и три да е степени, да пуштиме само да знаат луѓето дека нешто дека не е 5,7 степени. Јас имам впечаток дека младите се едни од најголемите двигатели на лажните вести, односно на лажните информации кај нас, но според анкетата што ја видовме не делува така. Да погледнеме анкета, да видиме како младите се информираат, од каде се информираат и како се справуваат со тоа што би можело да биде лажна информација. Здраво! Значи не сте свесни каква информација прочитав сега додека доаѓав наам. 100% е лажна вест. Реално во денешно време сите информации ни се при рака. Со еден клик се ни е достапни. Но дали таа информација е проверена или вистината, па и баш не ни е толку гајле. Ако има интересен наслов, ние ќе ја споделиме. Прашањето е дали е лесно да се препознае лажна од вистинска вест. Ајде да ги прашаме младите. Извини. Дали може нешто да те прашам? Може. Неколку прашања. Имаш слободно време? Секако. Да. Добро. Кој е твојот примерен извор на информирање? Главном на телевизија, главните вести што ги има, оттаму ги следам на страните околу тоа што се случува во градот и општината. Значи телевизија, вести, нешто онлайн на коменти да си дам. Па најчесто на социјалните медиуми не им верувам, така што им верувам на дигитални портали за вести и па некогаш и на традиционалните вести како што се на телевизија. Па генерално преку интернет и ги бирам, не ги бирам секоја страницата, но често бирам каква информација разгледувам и како ги интерпретирам. Интернет, социјални мрежи, социјални медиуми, најчесто сме на тоа, така да пред се тоа или друштвото, они ако кажат нешто, може после тоа да се провери таа информација и така натаму. Дали знаеш да препознаеш лажна вест? Па на интернет портали цело време се ставаат лажни вести и мислам дека лесно се препознаваат ако се преконтроверзни или пак не знам, има некои тешки наслови. Тогаш обично се знае дека е лажна вест. Сега зависи, ако само еден извор го кажува истото и знам дека тој извор не е баш најсигурен извор, најверојатно таа е лажна вест. Лесно се препознае лажна вест или вест која има некаква агенда. Најчесто може да се препознае бидејќи се гледа според насловот на веста или слично и сепак ако доволно сум информирана за таа работа ќе знам дали е вистина или не. Било ми е што има многу луѓе што сакаат да зборат за вакви работи. Малку ми е чудно што до сега никој не одбил. Ама нема некако луѓе околу мене, па ќе треба малку да се прошетаме околу парков. Ќе видиме тие двајца на клупа надоле дали се заинтересирани. Здраво! Дали може да прашам неколку работи? Ајде, поврзани со лажна вест? Ајде. Кој начин на медиум, кој тип на медиум ти би го преферирала? Традиционален, дигитален, социјални медиуми или лично опкружување? Дигитален, а социјални медиуми, иако повеќе почнаме со вести да се занимаваат, уште не верувам толку на се тоа. Мислам дека исто им верувам, но сепак проверувам бидејќи сега не знаеш кој што кажува во ова време и кој ќе измисли некоја лага и сепак е убаво човек да провери и да си биде на сигурно. Денес со дигитални медиуми повеќе има слобода за слободни новинари да искажат реалноста на одредени вести наместо големи компании да можат да кажат што ќе им кажат. Најверојатно на традиционалните, јас сум таков традиционален човек, па на традиционалните повеќе им верувам од дигиталните. Тоа што го пишува во вестниците го има и на агрегаторите. Искрено би одбрала дигиталните бидејќи може да проверам и да се посоветувам со повеќе извори, бидејќи додека ако е традиционално вестникот само што сум го купила тој е еден, само таму можам да ја прочитам веста, ако е дигитално можам да отворам повеќе страници, повеќе различни луѓе што кажале какво мислење дале за истата таа вест и мислам дека тоа би го избрала. Значи, јас не ги доживав волку младите дека толку гледаат вести, толку гледаат телевизија и слушаат радио и купуваат хард копи медиуми. Дали сум јас во грешка или ова е малце во однос на темата да се објасниме? Види, од една страна и да не е точно тоа, барем знаат каде уствари правиот Па веројатно кога ќе седнат кога ќе прочитаат и нешто, веројатно ова е еден од така проблемите.
што го имаат факт-чекерите, кога станува збор за проверката на факти. Како ми го прочитавте прашањето, само што саках тоа да прашам. Многу тешко е да натераш човек да признае, а многу тешко е сам на себе си да си признае дека бил измамен од дезинформација. А особено па да признае јавно. И тоа е една од причините зошто и лажните вести се шират. Зошто и дезинформациите толку Што е многу се шират. факт-чекер? Како Новинар е факт-чекер. Факт-чекер е новинар. Не знам зошто толку го факт-чекер дигаме. е новинар. Ај нека каже, Тоа он е теоретски факт-чекер е ќе го каже. новинар. Нема новинар кој што се бави исклучиво со Посериозно проверка. дело е факт-чекер отколку Ама новинар. знаеш Па добро ли што? се, зашто е на англиски? На македонски е проверка на факти, проверувач на факти. А што му е работа на новинарот? Пред да објави? Мислам, замисли да си лекар. И сега што му е работа на лекар, на хирург? Анамнеза. И влегува Значи, у на сала новинарот без му е стерилизирани должност инструменти. да известува. Не. А како ќе извести? Па само еден жар. Преку извештата е еден новинарскиот жар. процес, како ќе Е па а што е новинарскиот процес? Да проверам, па да известам. Факт чекинг. Добро, ма треба и да се најде информацијата. Е, па треба даде. и да се имаат извори, Тоа- така па тоа е натаму и така новинарство. натаму. Добро да А затоа исто. викам Добро, ја, веројатно тоа факт-чекингот мислам е влегува изби- во факт-чекингот влегува во Тоа е работниот основата на новинарството. Ја не знам што е се оваа измислица. Па еве Значи сега ти ќе не кажам, објавуваш еве сега ќе ништо ти во кажам весник, на телевизија, во радио. факт-чекер може да биде ако човек пред кој што тоа не само е ја проверува проверено, без да објави веста. Ја можам веројатно. вака да си објавам. Сега, Нели? Ќе си седна значи, на станува Facebook и си збор објавам. за, значи Горан е во право, станува збор за како кажам за нова категорија во новинарството. Абе измислена категорија е тоа, луѓе. Ама добро звучи. Значи, не Цел- може да е измислена категорија која има меѓународна Од организација почеток. со над 100 членки од цел свет. Ако можем ја да се Како вклучам. е Види, измислена новинарството, категорија? основата на новинарството е факт чекинг. Ама ова е Не е специјализиран новинарство. сегмент од Другото е новинарството. Владимир си објавува нешто, тоа не е новинарство. А ако Владимир објавува новинарски текст во медиум, значи во било кој медиум збориме, тоа е факт чекинг. Могу, Мора да чекај. е проверено за да ја Абе, објави. Горан, За да прави- го ма објави. тоа Нью не го Йорк прави Таймс, новинар. ама за друго зборуваш, човече. Нью Йорк Таймс има посебна секција од 20-30 луѓе Да, кои се факт- факт чекери. Така е. И Ама тоа тоа е е може- пред да се Па Па тоа објави го имаше и информацијата. во вечер и во Нова Македонија и у не време го на работа комунизмот го тоа имаше што го тоа. работеа факт чекерите пред Ама тоа е 30 друго. години. А Ова иначе е тоа е друга тоа. работа. Тоа е тоа, не знам, мислам. Не, јас А- ја пробувам да сватам и мислам дека сваќам дистинкцијата. Значи Ама факт-чекер та- не треба ама- факт-чекер не треба да е новинар у принцип. Тоа Не, може да е не, човек, не. тоа може да е човек кој што ќе се бави со тоа да провери дали веста е И точна или додека не. провери, Значи, тој отишла веста. Па не, сега зборам за Фрлија тука перлицата, брзо. растури ги пердувите, сам дај да ги Ама собере. чекај сега, има работи Факт што... чекингот е основата на новинарството, луѓе. Не може да има новинарство ако не е факт чекер. А факт-чекер може да биде да не е новинар. Не знам, може да е. Не, не. Абе, зашто Ама- кој Ама за не, пушти зошто? ме да ти кажам. Еде, Значи, слободно, а, еде. во Еде, овој кажи ми контекст, зошто. во современиот контекст, значи, заради напливот на многу дезинформации, се појави потреба од специјализација. Значи, се појави потреба извесен број од новинарите да се занимаваат исклучиво со проверка на објавени содржини заради огромниот наплив на дезинформации. Значи да, тоа е Да дел од поедноставам, они новинарскиот нас не процес. контролираат Тие се и не новинари. проверуваат дали сме добри Ама, ние. значи овде станува збор за специјализирани публикации. Значи има цели публикации кои се специјализирани. Се викаат сервиси за проверка на факти. И Они ги проверувачите проверуваат на тие што факти требале да ги проверат. работат во специјализирани сервиси или посебни или како посебен дел од редакцијата. Значи станува збор за нова работа. Да, проверувањето на факти е дел од новинарскиот процес. Значи причината е големиот фактор на дезинформации. И причината, да те надополнам, комплетно се согласувам, е тоа што се појавија нови форми на информирање. Јас го разбирам Горан и се согласувам дека секој новинар треба да изврши проверка на вестите. Меѓутоа, во денешно време, кога имаме наплив на анонимни Проблемот е што не го прават портали сите тоа. и кога немаме работа само со новинари, туку тоа се пишувачи на текстови со кафе Инфлуенсери. секој ден објавуваат Да, многу меѓутоа тие повеќе. водат на пазарот. Да, Додека вие проверите, тоа отишло веќе. ама баш и професионалните тоа е. медиуми треба да се фатат се- во таа борба Па со ние нив. сме се фатиле. Па ние тоа правиме секој ден. Значи, кога ќе видам јас вест
која што има само еден извор, а која што ми се гледа дека е интересна, одма ја проверувам и одма правам вест која што е релевантна. Тоа ми е работа, луѓе. Не знам зошто го дигаме на нешто академско, факт-чекер. Не објавуваш ако не е проверено. Крај на приказната. Ама не го тоа е прават новинарство. тоа, голем број медиуми тоа не го прават денес. Добро, ти тоа го правиш, ама огромен број на медиуми не го прават тоа, затоа се појави потребата. Апсолутно. Разбираш? Значи ние само тоа го работиме. После тоа? И сега ти кажувам, има меѓународна организација. Значи Ама меѓународна без мрежа за разлика, проверка на збориме, факти Владо. со одна 100 членови. Потоа социјалните Ама тоа е мрежи. објавено веќе, сите го зборат и ти отпосле ќе кажеш, овој А што се сгрешил, случува не од факт кога ќе чекирал. кога ќе го проверите, нели? Веста, што е процедурата? Ќе објават дека е Зависи, сгреш. значи процедурата е објавување на рецензија, со тоа што значи ние го поминуваме целиот новинарски процес. Тоа е само на одредена вест или имате се? Еден од проблемите, значи ова што сака Горан да го каже, еден од проблемите со кои што се сретнуваат проверувачите на факти е доцнењето. Значи некои дезинформации можат да се проверат брзо. Некои можат да се проверат, за жал, за некои треба недела дена. Мислам, ја знаеме сите онаа изрека, додека вистината ги обуе чевлите, лагата ќе го заобиколи светот. Арно, ама тоа не значи дека нема потреба од проверка на факти. А како бирате кои вести ги проверувате, а кои вести? Па тоа зависи од проект до проект, зависи од методологијата. Значи за секој проект за проверка на факти имаме различна методологија. Понекогаш методологијата ни ја дава клиентот. Значи ако имаме клиент за кој што проверуваме факти, например социјална мрежа, медиум, организација, тогаш клиентот понекогаш ја дава методологијата. Имаме и наша методологија развиена од експерти. И за секој проект ја модулираме методологијата во зависност од барањето на проектот. Тоа е тоа, академски сега ќе расправаме, извини, молим те. Се случува сега со обраќајка тука, не дај Боже. Кој ќе го провери тоа пред да го објави? Значи, еве, ти ќе го објавиш, бидејќи не си новинар, ќе речеш луѓе со обраќајка, ку знае колку мртви има. Јас, бидејќи сум новинар, тоа не можам така да го објавам, морам малце да барем да почекам, па да видам, да земам некаков извор од полиција, од ургентен центар, од брза помош, да дадам некаква информација, повредени, неповредени и сите работи. Јас немам време за експертиза. Ама добро, вие го правите факт-чекингот со тоа што се правиме, па за тоа сакам и да кажам, факт-чекингот е луѓе основа на новинарството. Не е тоа нешто надвор од новинарството. Тоа е точно, но не секој... Да, јас сакав да се надоврзам во практична смисла, што би рекол Горан. Дайте малце одморете ме ве молам. Вака, проверката на факти е основа на новинарство, тоа сме го учеле и кога сме студирале новинарство и кога се практикува новинарство и така натака. Се работи за проверка на факти пред да се објави нешто. Тоа е она за што зборува Горан. Меѓутоа, она што го работи Владо е проверка на факти од кога нешто ќе биде објавено. Кога велам објавено, не се мисли секојаш на содржина објавена од медиуми. Некој се мисли на анализа на изјава содржина од некој политичар или не знам. Например, Трамп беше толку влијателен со неговиот Твитер профил, што тој сам за себе беше медиум. Не беше потребен посредник, значи вие немате потреба преку медиум да го видите ставот на Трамп. Тој цело време твиташе. Политичарите даваат ветувања, даваат изјави кои што имаат влијание врз илјадници, стотици, милиони луѓе. И најчесто тој тип на информации медиумите имаат право да ги анализираат и би требало да ги анализираат, но мислам дека не е ништо спорно и луѓе кои што се бават професионално со таа работа. Има и работи кои да ние го ги правиме, работат. кои новинарите например не можат да ги направат. Например, за председателските избори МРТ организираше дебати меѓу председателските кандидати. И тие не одеа во живо. Значи тие се снимаа во 12, се објавуваа во 8 вечер. Ние добивме пристап кон таа дебата кога се снимаше и го добивме аудио материјалот. И имавме 8 часа да ги провериме нивните изјави. И во тие 8 часа вршевме проверки, колку повеќе можевме и ги пуштавме во оној момент кога се кажуваа.
за да се добие впечаток како тоа проверката да е вистина. направена во живо. Добро, јасно ми е. Да, и сега сакам да се надоврзам, ако ми дозволите, на да искористам можност за промоција на една онлайн алатка која што ние направивме во соработка со многу организации како што е МИМ од регионот и пошироко со партнери од Лондон. Значи тоа е онлайн прирачник кој што е наменет за новинари. Ние главно работиме со медиумски професионалци кои што кога ќе се соочат со сомнителна содржина, проблематична содржина, тоа е дезинформација, да можат да искористат соодветни онлайн алатки со кои што можат да ја проверат автентичноста на дали е тоа фотографија, дали е тоа текст, значи пишан материјал. Тоа е достапно на нашата веб страница и во повеќе наврати е доставено и до медиумите и е во прилог на таа потреба од континуирана едукација во врска со она што го нарекуваме медиумска и информацијска писменост, која што е наменета и за самите медиумски професионалци, меѓутоа и за јавноста и сите граѓани како публика. Тоа е достапно, како што реков, на нашата веб страница, наменето е главно за новирани, но секој може да го користи и би било навистина корисно и медиумските професионалци малку повеќе да обрнат внимание на користење на овие извонредни дигитални алатки, кои што стварно можат да помогнат во верификација на фактите и на тој начин новинарството да се оствари својата улога на чувар на јавниот интерес и навистина да го демонстрира тоа што од него се очекува. Второ видевце од МОВ, овој пат за како да се препознае лажна вест, точно тоа што го разговаравме пред малку. Сигурен сум дека секој од нас налетал или ќе налета на лажни вести. Тие може да дојдат од политичарите, од јавни личности, од лажни профили, а медиумите и социјалните мрежи играат главна улога во нивно ширење. Но што можеме ние како публика да направиме во такви случаи? Една од опциите е да ја пријавиме веста во Советот на етика на медиуми во Македонија. Процесот е прилично лесен. Се што треба да направите е да ја посетите нивната веб страница и да одберете опцијата поднеси жалба. Ја наведувате причината поради која реагирате, оставате линк од објавата и принт скрин. Сепак, ова опција е достапна само за полнолетни лица, така што во ваше име тоа може да го направи некое полнолетно лице. Слична опција нуди и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми, чиј линк може да го најдете на екранот. Овде негде. Овде ќе биде линкот, ево вака. На овој линк. Агенција за аудио. Од неодамна во борбата против лажни вести се приклучија Facebook и Google. Тие ја нудат опцијата репорт со која му давате до знаење на системот дека се работи за лажна или нерелевантна вест. Исто така веста можете да објавите на вашиот профил и да му кажете на вашите пријатели дека станува збор за лажна вест и да не паднат на неа. Затоа проверувајте ги вестите што ги читате, бидејќи лошо информирана публика лесно се манипулира. Многу често ми се случува да прочитам спин. Која е разликата меѓу спин и лажна информација? Спинување секогаш имало. Финтата е спинување не е лажна информација. Можеш да ја свртиш работа. Дури во новинарството. Пример некој. Сакате новинарски пример да ви кажам? Новинарски пример ме интересира пластично. Еве вака. 30 умрени денеска од COVID и 1060, да речеме, позитивни тестирани заболени. И тоа иде како наслов, ама иде и друг наслов. Добра вест, 300 души оздравени. И толку. И тоа е еден вид спин. Нема лага, стварно биле 300 оздравени, 300 се пуштени од болница, 20, 30 или така нешто. Или спинот, например, што многу ми е смешен, што го прави Министерство за здравство. Побрзајте, има уште 90 кревети вечерва, да во Скопје само. Побрзате, се бара легло повеќе и така. И тоа е еден вид спин. Значи, и сега, работата е, она што го збориме, на новинарите, да го препознаат тоа. И не да отидам само да земам копи-пейст, како што ми пратиле од кабинетот на Филипче да го пуштам, туку
да ги подсредам, да биде тоа, да го извадам тоа што мислам дека е битно. Во новинарството се знае што е најбитно. Етиката веројатно, етички оддел е исто така битен за да го меѓутоа и извадите. кога имате починатите се битни. Кога имате повредени во сообраќајка, повредените се битни, а не тие што се оздравеле. И колку кревети има слободни во болница, демек се бара легло повеќе како оние, нели, вестине пред туристичка сезона. Спомнавте ковид. Што се случува со лажните вести во однос од како почна тој ковид, од кога почна сите тие секој сам доктор почна да станува, сите почнавме да вадат руски научници од нафталин кои што се против вакцинирање или кои што се, не знам, Трамп у еден момент им кажа дека можат варикина да пијат, не сакајки на луѓева дека за против ковид. За во однос на пандемијата за жал има многу лажни вести. Например, од август лани до денес кај нас во Вистиномер 2/3 од рецензиите што ги правиме се однесуваат на дезинформации за ковид. И како што можете да претпоставите, тие се многу опасни. Ете, од таквите, не знам, имаше на почетокот на пандемијата во Иран се прошири таква вест дека од чист алкохол се лечел ковид и, не знам, меѓу 500 и 800 луѓе завршија во болница. Слично нешто и кај нас се појави. Се појави статус кој што вика, не знам, пиете 3 пати по една чашка ракија со некоја си тревка. Значи сега да пијат сите, пијат луѓето 3 чашки раки дневно секој ден. Можда нема да се заштитат од ковид, ама барем повесели ќе бидат. Не, ама нема, мислам тоа е што секој да пие 3 чаши ракија. Потоа има тие лажни лекови, проблем со нив е што предизвикуваат лажна сигурност кај граѓаните. Например, мене таксист ми има речено, ја јадам лук секоја вечер, немам гајле јас. И стварно за лукот има секакви како да е чудотворен, значи во некои да вести бидеме реални вампири бегаат од лук сега. Во некои вести е овај како се вика лек, а во други вика сите ние дома имаме вакцина за ковид. Море бре. Читаш што е вакцината лук. Лукот бил ем лек ем вакцина. Значи станува збор за многу опасни вести. И јас ги повикувам не поминува граѓаните, под дрвце некој пред 2-3 недели негде у Валандово Велес под некој дрва се протнува против ковид. Да, тоа се ја не бев да проверам да тоа ви кажам. Тоа се суеверија. Добро, тоа се суеверија, има и такви работи за жал, но значи граѓаните треба да знаат, лек е само она што е регистрирано во од нашите власти. Значи од Агенцијата за лекови. Значи лек може да се вика само оној препарат кој е регистриран како таков од Агенцијата за лекови. Ништо друго не е лек. Ништо. Јас ќе цитирам една докторка која што во еден случај прашав, викам, а добро, пример, не знам, а лука кој јадам истолчен и направен и ова нема ли да ме заштити? И вака ми рече, о, гораст, да работеше тоа ќе го продавав. Така што тоа е едниот дел на приказната. Другиот дел на приказната е тоа што она што го прават социјалните мрежи. Нели алгоритмите кои што се уште се на некој начин тајна и тоа е голем притисок од меѓународните организации кои што мислам дека во наредниот период ќе се продлабочува зашто се бара поголема транспарентност на агрегаторите, значи начинот на кој што позадински, нели, функционираат социјалните медиуми, тие ехо комори, нели, кога кликате една иста работа 5 пати, потоа агрегаторот знае сам потоа да ви ги не, агрегаторот потоа ви дава нонстоп таков профил на информации. Значи вие или граѓаните многу често, тоа е исто голем проблем поврзан со она што се нарекува поствистина. Од 2016 тоа влезе како нов збор во речникот на Оксфорд. Поствистина, постфакти. Поврзани се со тенденцијата на луѓето да ги игнорираат фактите дури и кога се научни, а тенденцијата им е да веруваат само во своите ставови, во некакви нивни факти, што е тотално нелогично. Значи, избираат да ги читаат оние портали кои што се на линија на нивните уверувања. И тоа е многу голем проблем. Значи, ние се соочуваме сега во светски рамки со негирање на научни откритија.
што е тотално илузорно, затоа што ти можеш да имаш право на сопствено мислење, но немаш право на сопствени факти. Фактите се едни, тие се мерливи и можат да се докажат. Меѓутоа, тоа што го направија социјалните мрежи е сегрегација на луѓето и постојано хранење на нивните некогаш извитоперени и тотално нереални, неосновани очекувања и ставови и негирање на тоа што е научен доказ. И тоа е еден опасен феномен на кој што треба да се работи, а мислам дека многу се игнорира. Себе си ги шеруваат тие, значи пријатели. Да, истите луѓе и си живеат во еден балон. Уствари сите ние живееме во некој балон. И многу тешко е она да го дупнеш балонот, да излезеш да видиш другите што мислат за тоа. Тоа што имаме опција unfollow на луѓе, на информации луѓе кои што не ни се допаѓаат како мислат, автоматски не става нас во тоа балонче да ние тоа што сакаме да го чуеме и да го слушнеме и да го видиме ни се мота пред очи цело време, благодарение тоа дека ние сме го избрале тој. Да, ама добро, само сакам да кажам, кога станува збор за пандемија сега, за ковид, особено конкретно за вакцинирањето, социјалните мрежи сега ги менуваат алгоритмите. И тоа многу остро. Значи, против оние антивакцинални постови, антивакцинални кампањи, не знам, негирање на добробита која што ја креираат вакцините. Тука социјалните мрежи се многу остри. Значи, они се собра едногласно и рекоа, слушај, мораме да го... Па да, рече си да. Значи, при секое спомнување, мислам, при секое спомнување на ковид, вакцина, во постовите има предупредувања. YouTube, секое видео кое што има било каква врска со тоа, добивате линк до Светската здравствена организација веднаш под видеото. Така што, ама тоа делува, значи тоа делува. Верувам, тоа делува, затоа што тоа е многу репетитивно. Тоа го гледаш на секое, нон-стоп, постојано, на сите социјални мрежи, предупредувања, не знам, обележење на лажни вести, линкови кон авторитативни извори. Тоа делува и тоа многу значи. И многу ги заморува луѓето, само на кратко, многу ги заморува по твојата реакција, гледам дека сега као, ајде јас сум отишол да видам 30 секунди мајмун како паѓа од гранка, нема што сега. Затоа ни треба доброто новинарство, кога човек ќе се изнервира од тоа што нели сега ние насоки, лажни вести, како да проверуваш, ама мене тоа не ме интересира. Ја работам нешто сосема друго, ја немам време за тоа, јас сакам да се информирам од нешто што е кредибилно. И затоа општествата во светот имаат голема потреба да вложуваат во добро новинарство. Доброто новинарство е еден од најефикасните начини за справување со лажните вести, меѓутоа доброто новинарство е многу ретко, го нема и меѓу другото од неговото отсуство придонесе за продор на така наречени лажни вести. Кога зборуваме за вакцинацијата, особено е важно да се поддржат домашните власти, државните институции, не знам, експертите. Да се поддржат или да се... Да се поддржат и да се поддржи процесот на вакцинација. Потребни се едукативни и образовни кампањи. Бидејќи последните истражувања на јавното мислење не даваат розови бројки кога ќе ги прашате граѓаните колку од нив би ја примила вакцината. Не, последното истражување беше 50% рекоа дека би примила вакцина. Да, ама таа бројка се зголемува кога дое времето за вакцинирање. Да, само луѓе се вакцинираат, така и другите се охрабруваат веројатно. Сепак тие напори на домашните здравствени власти, да кажам, мора да бидат поддржани и од професионални здружија. Па не мислам дека треба да чекаме некаков посебен момент заради тоа што дезинформациите против вакцинацијата веќе ги гледаме од пред година дена. Од самата појава на вирусот гледаме и дезинформации против вакцините. Добро, тоа беше за антиваксерите еден момент да се издигнат. Сега е моментот, имаме тема, сега ќе разориме се. Али не сум сигурен дека толку многу е тоа заради антиваксерите, колку е заради неукоста и неписменоста и необразованоста, неинформираноста на одредена
поднебие, да речем. Не знам, Израел нема таков проблем, они се 80% вакцинирани. Да, ма видете еве кај нас што се Секаде има случува. проблем со... Секаде има Секаде проблем и има во проблем. довербата. Знаете, се работи за нов вирус. Ја тоа што следам, Кај со отидовме медицинско сега, лице. вирусот. Например, видете го последниот пример од вчера со ивермектин. Значи, ивермектин е лек кој што од пред известно време нашите здравствени власти го користат. Така. Тоа е лек за животни, не е за луѓе, меѓутоа некаде по светот се потврдило дека тоа помага и го користат. Меѓутоа вчера излезе Европската агенција за лекови со став дека не ја препорачува употребата на ивермектин. Океј, и денес јас читам на социјални мрежи постови од наши лекари кои што не се согласуваат со ставот на Европската агенција за лекови и сметаат дека напротив ивермектинот е корисен и тоа е докажано во нивната медицинска пракса. И потоа ги следам коментарите на граѓаните кои што не се медицински едуцирани и викате сега ние што да правиме? Да. Секогаш ние сме застанати измеѓу Што да правиме, да го користиме или не? Значи, сепак е поврзано и со темата и со проблемот. Овој вирус е нов, недоволно познат и затоа дури и кога има научни некакви сознанија и докази и тие не влеваат доволно доверба дека тоа е тоа. За крај. Секој сакам да каже според вас кој е најдобриот совет за гледачите, особено за младите луѓе, кој е најдобриот начин да се превенира и да се намали бројот на лажни информации? Според тебе, ако прашам, не знам, што да правам, што би ми одговорили? Па прво кога се уклучуваат на социјалните медиуми, многу да внимаваат да не споделуваат се во моментот, бидејќи дезинформациите најчесто ги се насочени кон емоциите на луѓето. И така се дизајнирани да поттикнат и емоција, да не натераат да реагираме, да споделиме така да не споделуваат. Една ракија да мавне и после читаат. Многу да читаат. Добро. Владимир? Да, па јас не сум баш голем оптимист на кратки стази. Значи, на долги стази се знае развивање на критичкото мислење на медиумската писменост. На кратки стази доброто новинарство и проверката на факти. А сега, што да направат граѓаните? Видете, не можеме ние да очекуваме од граѓаните да прават проверки. Или да бидат, не знам, нешто посебно внимателни. Мислам, за најголем дел социјалните мрежи се забава. Значи, мислам дека едноставно најефикасен лек против дезинформациите е мејнстримирање на вистината. Значи, да ги преплавиме каналите за комуникација во општеството со вистина. Со вистински вести. Со вистински вести. Тоа е најдобар начин. Значи, ние во периодот на традиционалните медиуми пред интернетот не очекувавме ние од читателите и од гледачите да прават проверки, не знам сега истражувања и така натаму. Мислам, тоа е тешко да се очекува. Ние знам, со некои проверки, со некои рецензии, колку се мачиме. Па не знам, 20 луѓе, па ова, па прашај го овој, прашај го оној. Мислам, тоа не може да се очекува од обични луѓе. Добро. Да. Медиумска информацијска писменост, едукација и на помалите и на повозрастните, на децата уште од предшколска возраст. Постојат многу примери во светот каде што тоа функционира. Да се вклучи во образовниот процес, каде што децата ќе ги научат постапките, начините, ќе изградат свесност за потребата од критичко преиспитување на медиумските содржини. Кај возрастните исто така. Едукативни кампањи, можност за едукација тет-а-тет, ангажман на сите општествени фактори. Од политичари, од влијателни личности, сите кои што можат да придонесат во таа јавна едукација на граѓаните, затоа што сепак државата е таа која што треба да го создаде тој амбиент во кој нивото на критичко преиспитување на содржините кои што стигаат до граѓаните ќе биде на соодветно ниво. Овој пат ќе се согласам со Владе, затоа што вистинската професионализација, значи јакнење на професионализацијата одново на медиумите, со тоа што ќе ги поклопиме вистинските медиуми, ќе ги поклопат и вистинските вести ќе ги поклопат лажните вести. Тоа е неможно ако не се тие побројни.
А побројни ќе бидат само ако се професионализираат и ако си го најдат местото како што си беше и порано. Нели вика кажа на телевизија и тоа е факт. Тоа е факт. А овде сега прочитав негдека. Негде кај прочитав. Дали било со кратенка МК, дали било со ком, дали со ЕУ, со ова, со... Негде прочитав ми се појавило. Значи, фактички, да се пресретнат лажните вести уште на почетокот. Уште во она што го зборам цела емисија и можда ви станав досаден. Кај новинарите кои што треба тоа да го проверат. Значи, вие двајца се може да речете дека надвор врне, така? Другите двајца ќе речат небе сонце има надвор. Не верувам во дожд. Ама, затоа тука е новинарот кој што треба провери и да каже. А не да објави како што исто се прави, тоа е веќе можеби посебна емисија треба да направиме, бидејќи сме на МТВ, бидејќи МТВ така се труди, нели? Она балансирано новинарство. Не може да балансирате луѓе ако некој кажува лага. Не може да кажете дека врне ако е надвор сонце, него ќе проверите дали врне и ќе кажете што е точно. А ова ви е најлесно. Тоа е најлесно и тоа е најмрзливо новинарство, јас би го рекол. Овој кажа тоа, а мене баш ми е гајле. Јас мислам дека во оваа ситуација какви се социјалните медиуми сега, вашата битка е изгубена уште однапред да се преплави со вистински вести и така да се возберат. Мислам дека ќе треба малце помеханичко да се пристапи на тоа со малце поригорозни случаи. А јас пред да завршим емисијата ќе кажам два попрактични начини како да се справите, а тоа е се што ќе прочитате прво пристапете дека не верувате. Значи без разлика и да знаете дека врне, влезете дека не верувате дека врне, така ќе видите дали е тоа вистина или не. И втора работа, ве молам, не шерувајте нешто за да покажете дека е лага. Шерувањето на невистина дава шер. Значи има едно програмче се вика Lightshot, кое што прави сликичка од тоа. Тоа шернете го, тоа пишете го, тоа објавете го. Така колку толку ќе се намали без да давате кликови дополнително на тие портали, медиуми кои што после тоа благодарение на тој клик ќе може да добиват повеќе финансии и средства. Ви благодарам многу за гостувањето, ви благодарам за темите, прекрасно беше мене, се надам дека и вие се осеќавте исто добро како јас. Се гледаме во некоја друга прилика. Следната епизода имаме малку по лајт тема. Ќе зборуваме за социјалниот живот на младите за време на пандемијата. Со што се судрија, како се движеше креативноста, како се движеа врските помеѓу младите, дружењето и така натаму. Затоа се гледаме следниот вторник во 17 часот и 44 минути и 59 секунди. Довидување.